го операционализираме законот согласно препораките на Државниот завод за ревизија. На секој издадена пресметка од страна на Советот, односно закаснато плаќање ќе се пресметува согласно законот камата. Во рок од 15 дена тие што нема да платат пресметката ќе се иницира постапка за одземање на дозволата, односно ќе имаат уште 15 дена дополнителен рок да го платат надоместокот. По преистекот на тие 15 дена, тие што ќе го платат надоместокот ќе им биде стопирана процедурата за одземање на дозволата, ќе продолжат да работат. Тие кои што нема да го платат надоместокот ќе изгубат дозволата, а Советот ќе издаде фактура само за оној период, за тој 30 дена за кои што радиодифузерите работеле, а не го плателе надоместокот. Што значи тоа? Дека дел од фактурите кои што ги издаваше Советот не беа плаќани од страна на трговските радиодифузни друштва, а Советот согласно законот е должен да го плати данокот на додадена вредност кон управата за јавни приходи. Дел од тие трговски радиодифузни друштва во изминатиот период ги изгубија дозволите за вршена радиодифузна дејност. Советот теоретски може да го наплати долгот, но реално нема да може да го наплати долгот од тие трговски радиодифузни друштва, бидејќи немаат финансиски средства или имот од каде да го наплати долгот. И на тој начин, всушност, со средствата кои што ги прибрал од оние радиодифузери кои што ја плаќале дозволата, ќе го плати ДДВ-то, односно го платил ДДВ-то на оние радиодифузери кои што не се ја исполниле обврската кон Советот.